Пилот не сакал да ја пушти Вјоса Османи во авион додека не ги помине безбедносните проверки на Скопскиот аеродром. Ова е само еден од двата инциденти кои минатата година биле сокриени од власта предводена од СДСМ и ДУИ. Однесувањето на претседателката на Косово по се изгледа не е ништо ново. Во два наврати во рок од само 25 дена таа на аеродромот во Скопје одбивала да го помине скенерот повикувајќи се на својот дипломатски пасош. Според полициските записници кои што ги објави ВМРО ДПМН ги криела поранешната владеачка гарнитура. На 9 октомври 2023 постоел дури ризик Османи воопшто не се качи во авион. Пилотот повикувајќи се на меѓународните стандарди за безбедност кажал дека нема да ја примине летот, доколку не се согласи да ги помине проверките. Откако стигнале до ВИП секторот, на одговорното лице за безбедноста на делегацијата и раководството на протоколот од косовската делегација било кажано дека не се согласуваат личниот багаж на претседателката на Косово да влезе во контролата на скенерот. Причините за тоа се заснуваат на дипломатскиот имунитет на претседателката. Од страна на капетанот на летот и представник на Croatia Airlines, повикувајќи се на меѓународните стандарди и националната програма за безбедност, истакнато е дека додека не дозволат проверка на багажот, истиот нема да биде прифатен на летот. Скенерот и безбедносните проверки биле проблем за Османи на 16 септември лани и тогаш од кабинетот на косовската претседателка одбиле да ги поминат проверките кои треба да ги помине секој патник. По доаѓањето до ВИП секторот, меѓу одговорниот за протоколот на делегацијата и службата за безбедност на аеродромот, дошло до недоразбирање бидејќи истиот, повикувајќи се на дипломатскиот имунитет на претседателката, не се согласил личниот багаж на претседателката на Косово да се провери во скенер. Сега веќе опозицијските СДСМ и ДУИ кои претходно ги криеле инцидентите со Вјоса Османи, оваа прилика искористија да ја нападнат новата власт во Македонија, откако беше објавено дека таа одбила да ги помине безбедносните проверки на Скопскиот аеродром. ДУИ дури решија да се извинуваат и да бараат прошка во име на цела држава. Инаку премиерите на двете држави не гледаат никаков голем скандал. Албин Курти кажа дека станувало збор за непријатно искуство кое нема да ги наруши дипломатските односи меѓу Македонија и Косово. Инаку членот на обезбедувањето на собранискиот спикер Африм Гаши, кој се појавил на Скопскиот аеродром, заработи кривична пријава од МВР и суспензија до крајот на судскиот процес.